Пред се, тоа се краткорочни обуки во трајање од 3 месеци. И ако кажам дека над 60% има вработливост, јасно е дека вредат, имаат позадина, имаат тежина, мерливи се и видливи. Значи не е нешто што статистички измерено, туку е нешто што е, да кажеме, административно пребројано. Значи врзтоа на матичен број, име, презиме, компанија и така натака. Така да овие краткорочни обуки даваат можност да она лице кое што можеби има теорија, а нема пракса. Или пак има сосема друго образование, се усмерува кон сосема друга нова вештина, односно знаење или работно место. Така да низ период од 3 месеци тоа се, да кажеме, почетни знаења за практична работа. Со текот на времето тие лица стануваат експерти во и професионалци во она што ќе го работат. Ходиме од она највисоката, значи образовна структура, сепак се програмерите на прво место, машинските инженери, градежните инженери, електроинженерите, технолозите, бидејќи ги нема. И повторно стануваат дефицитарни струки. Тие се дефицитарни, кои што во овој момент колку и да се побара, нема човек кој што може да го понудиме. Значи има, но многу е малку. Бидејќи покрај тоа што компаниите бараат такви луѓе, бараат со искуство, бараат со знаење, бараат со сертификати. Затоа тука се и обучите, сајти, вештини и така натаму.